Компаниите веќе почнаа да ги пресметуваат зголемените трошоци поради конфликтот на Блискиот Исток. Еден контејнер од Кина да стигне до Европа сега ги чини 65% поскапо. Почнува да снемува и алуминиум, како и пластика, кои се клучни инпути за автомобилските компании кои работат кај нас. Нивната цена расте, а снабдувањето станува комплицирано, велат од Советот на странски инвеститори. Порастот на цената на нафтата ќе зголеми инфлацијата и ќе им го поскапи производството, иако во овој период точни пресметки немаат. Недостатокот на гориво кој ќе се случи во следните десетина дена во Азија, како што знаете, Филипини вчера прогласија веќе кризна состојба и се очекува дека некои од други големи земји во Азија ќе прогласат таква кризна состојба, бидејќи не е колку е цената на горивото, туку дали ќе има доволно гориво. Ќе нема доволно гориво, ќе нема доволно керозин за летови на авиокомпании, нормално цената на тој транспорт драстично ќе се зголеми, да не зборуваме дали како храната ќе порасне со цена, бидејќи нема доволно материјали кои се потребни за вештачки ѓубрива и слично. Така да сите оние работи, ние мислиме дека само цената на бензинот се зголемува или на дизелот, мислам дека многу други работи ќе имаат влијание и тоа ќе биде не краткорочно. Дополнителен проблем за странските компании кои работат кај нас е и најавената блокада на граничните премини по великденските празници. Добавувачите велат не ги интересира дека поради блокада не може стоката да стигне до нив. Најлесно ќе им биде да го дислоцираат производството во друга европска земја. Клиентите на кај ќе ни кажат, ако не можете да ги проголтате тие трошоци кои се креираат заради потребата да користите авионски транспорт, тогаш најдете ни алтернативна локација за производство во вашата компанија која не е лоцирана на Западниот Балкан. Ако ние некој наше производство треба, било која од нас три компании треба да го однесе во некоја друга наша сестринска компанија во Европска унија, тоа производство овдека нема пак да се врати. Инаку странските компании кои работат кај нас, во анкетата за водење бизниси ги истакнали истите проблеми како и изминатите години. Недостигна работна сила, неефикасна администрација, корупција, често менување закони, но и недобивање државна помош. Дури 80% од фирмите или не ја добиваат, или пак им доцни по неколку месеци помошта која државата им ја ветила. Овие компании вработуваат над 40.000 лица и вкупно имаат инвестирано над 6 милиарди евра. Само лани вложиле 250 милиони евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.